Драги мои, добар ден, повторно сте со Црвена линија. Вчера оние кои што не следаа знаат дека денес треба да бидат подготвени не само за жешка тема, туку слободно ќе речам високо напонска тема. Денес ќе зборуваме за следново. Регулаторна комисија го објасни покачувањето на струјата. Граѓаните добиваат струја по субвенционална цена. Стопанството оставено на немилост. Може ли да опстанат граѓаните доколку фирмите пропаднат поради високи сметки за струја? Она што денес секако ве прашуваме и на Инстаграм е нашата денешна анкета. Обидете се што поскоро да не заследите и секако да одговорите со да и не на следното прашање. Дали ви се јасни бројките во сметката за електрична енергија? А Црвена линија, како што најавивме вчера, ве прашува и колкава ви е последната сметка за струја. Да, колку ви изнесува. Сега добро знаете дека треба да го завртите нашиот телефонски број 023076677, а за струјата и новите случувања многу повеќе во следниот прилог. Поради високите трошоци за струја, некои големи индустријски капацитети го запреа производството. Неизвестно е дали во најскоро време тие ќе почнат повторно да работат. Според првиот човек на Стопанската комора Азески, нивните трошоци за електрична енергија се зголемени од 3 до 6 пати. Затоа денеска во комората 10 најголеми фирми на состанок со министерот Бектеши се договорија до вторник да достават листа на барања до владата, кои треба да им помогнат за да ги задржат вработените и да можат да функционираат. Од владата пак очекуваат дека ќе се обезбеди струја од Бугарија по цени пониски од оние на берзите по кои работат големите фирми во земјава. Утре работни групи ќе одат во Софија за да се договорат деталите околу цената и спораката на електричната енергија. До крајот на месецов ќе се знае точно што ќе содржи пакетот помош за бизнисот. Она што се знае дека приоритет ќе бидат компаниите кои произведуваат и извезуваат. Бизнисот подолго време се бори со високите трошоци за струја и бара помош од државата, но досега се донесе само одлука со која се ограничија маржите на 10% на трговците со струја. Сега е време за ваше видување, она што е најважно. Првото што бараме да ни го одговорите, колку изнесува вашата последна сметка за струја. Го вклучуваме првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Колку изнесува вашата последна сметка за струја? Последната сметка моја изнесува 1940 денари. Не звучи страшно, дали може би штедевте енергија или што? Да, сум штедел енергија и на некој начин струјата негде е покажена за 100-200 денари. Така, по моја пресметка од претходните сметки на таков начин. Али овде вие она што поставите прашањето, регулаторна комисија објаснува нешто, ама тоа објаснување не држи. Приведејќи дистрибуција и достава на електрична енергија досега не постоеше во сметките што ги плаќаме. Постоеше само на моќноста 33,3%. Од каде сега, јас ќе ви кажам нешто нелогично. 581 денар имам потрошена струја, 1310 денар имам за дистрибуција и достава на електрична енергија. Значи, поголема е дистрибуцијата и доставата, него потрошената електрична енергија. Затоа тука јас, регулаторна комисија Марко Мислимовски, треба да свати нешто, дека главниот долг не може да биде поголем од она што се дистрибуира. Пошто Евана не е дистрибутер на електроенергија. Дистрибутери се, ЕСМА е производител, БЕКСО е дистрибутер. Да се разбериме, овде се работи за она фирма која само го чита струјаменот и ги наплаќа киловатите. Затоа тука треба регулаторна комисија да се исправи и да дојде на некој начин према граѓаните, а не према фирмата Евана. Ние знаеме Евана дека не е македонска фирма, тоа е аустријска фирма. Затоа тука треба регулаторна комисија на некој начин да се повлечи од таа дистрибуција и доставување. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам, го пробивте мразот и секако она за што зборуваме денес е дека регулаторна комисија го објасни покачувањето на струјата.
Граѓаните добиваат струја по субвенционирана цена, а стопанството се повеќе личи дека е оставено на немилости. Прашањето е дали воопшто граѓаните може да издржат доколку фирмите пропаднат поради високи сметки за струја. Ама прво и најважно е, веќе го прашам и следниот гледач, колку изнесува вашата последна сметка за струја? Добар ден. Се надевам дека се слушаме. 90 секунди е времето на излагање и она што морам да напоменам е секако на самиот почеток намалете го тонот на ТВ приемникот. Знам дека го повторувам многу пати во секој издание на Црвена линија, но да зборуваме преку слушалка. И дали конечно успешно ќе се слушнеме со гледачот? Добар ден. Да, добар ден. Ја би ве замолила ако може малку погласно и веднаш да ми дадете одговор на прашањето тоа колку изнесува вашата последна сметка за струја. 4931 денар. А досега дали тоа изгледаше така или може би сметкава сега вратоломно порасна? Па, до сега не беше вака. Последни во овие 2 месеци. Претходната ми беше 4667, после со дебитус штедење ми е 4931. Што значи тоа дебитус штедење? Еве да им објасниме на гледачите. 2500 денари. Дебитус штедење, што значи тоа еве според вас? Како изгледа? Па ева значи само перење во недела, Така. ручек не правење, Ало? Да, продолжете, ве слушам. Преку недела не готвење, значи готвење во недела, исклучување на протечен бољар на чешма обична во кујната, така да не знам како да ви кажам, Ставени на минимум. Како? Ставени на минимум, велам јас. Да. Сега Сега климата повремено, пошто нели не можеме, баш ка јас сум веќе во години кога не можам да издржам без клима. А јасни ли ви се бројките во сметката за електрична енергија? Па сега јас не ми се, ама просто сум чудоневидена од киловат часовите потрошени. Значи, живам во стан од 56 квадрати. Така? 90 секунди е времето. Големо благодарам за гледачката која што се вклучи. Обидете се повторно. Ова е, реков, високонапонска тема и тоа за сите нас. Сега да слушаме колкава е последната сметка за струја на следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Ало? Добар ден, вие сте во Црвена линија. Добар ден. Колку изнесува вашата последна сметка за струја? Нашата е негде околу 1500 денари. Тоа звучи нежно, но дали е многу за вас? Не. Мислам дека ако добро се однесуваме сите, ако знаеме што значи криза, не смееме да се капиме ние во некои неможни работи да ни ги даде државата. Една работа, втора работа е нека не се секира никој што ќе направи приватниот сектор ако нема струја. Ќе го реши 100% државата. Јас сум сигурен, бидејќи таа не можеме ние да надмудриме државата, пошто не оти ќе остани после нешто во касата на буџетот. Таа ќе си најде чар, или ќе позајми, или ќе плати поскапо малку, па пак ќе го врати, па пак и така натаму. Овде се станува збор за некои работи кои што се искривуваат, се форсира, се прават, што знам сега да не речам за вашата телевизија, се форсира за да стане све каша по пара. Дали може да ми дадете одговор на анкетното прашање, дали ви се јасни бројките во сметката за електрична енергија? Не ми се јаки, зашто да се јаки сметките, ако можам јас да се престројам. Ќе се престроеш. И за јадењето ќе се престроеш и со све, за да може да се излези на крај. Благодарам што се вклучивте пред се во Црвена линија. Напомена, жешка е темата, но внимавајте сепак на тајмерот 90 секунди, за да не биде дека ве исклучуваме. Да слушаме нова сума на последна сметка за струјот. Новиот гледач, добар ден.
Добар ден, црвена линија. Добар ден. Јас ве слушам добро, се надевам и вие мене. Колку изнесуваше последната сметка за струја? Се јавувам во врска со денешната тема и да, нашата сметка за месец август изнесуваше 2600 денари. Добро, тоа е со покачување без... Најтрагично тоа се е што во месец август само 5 дена ние бевме во станот. Така. Значи бевме на годишен одмор и не бевме тука. А сметката е поголема од месец јули. Јасни ли ви се бројките во сметката за електрична енергија? Да, тоа имам да го кажем. Значи, тотално има некои нерегуларности или само препишани киловати, или никој не ја мери струјата, не ја запишува. Значи, копи-паст правиме и нешто се случува, да. А бројките, да, не ни се јасни затоа што блок 1, блок 2 пишува исто, станот е 95 квадрати, ама невозможно е, значи, никакво вклучување на струја, значи 25 дена не сме биле тука, а да си има толку голема сметка. Така, имате се уште време, дали би сакале уште нешто да додадете? Гледачката најверојатно се исклучи, но како и да е, големо благодарам што се вклучивте во оваа дискусија на црвена линија. Одиме со нов гледач и веднаш прашувам. Добар ден. Колку изнесуваше вашата последна сметка за струја? Еве, сметката е пред мене, да ви кажам право. Добро. Треба да платам 907 денари. 907 денари. Ова звучи многу убаво. Па да, меѓутоа, видете сега, надоме за потрошена електрична енергија, ја ретко користам, освен на телевизија и овие другите работи, мислам, ретко користам болер, бидејќи од тие работи ги користам на друго место, дома. Меѓутоа, сметката е вака. Значи, 214 денари е надоме за потрошена електрична енергија. Само 214 денари. А 469 е за пренос и дистрибуција на електрична енергија. Значи, не двојно, па повеќе од 2,5 пати е, значи. И тука спаѓа ДДВ-то 5%, 34 денари и комуналната такса 184 денари. Значи, навистина, ова е грабеж. Мислам, зошто толку голема такса за пренос и дистрибуција на електрична енергија? Не ми е јасно. Нека објасни некој од каде доаѓа волкава сметка за она што не е потрошено. Не е потрошено, не ми е јасно. Ви благодарам дали ви многу, се времето јасни ми бројките истекува. на сметката? Тоа исто сакаме еве да ни одговорите за да обележиме во анкетата. Дали се уште добро? Времето истече. Големо благодарам и вам што се вклучите. Еве досега имам впечаток од неколку гледачи кои што велат дека она што ги збунува најмногу е високата цена на дистрибуција на струјата, а не толку на потрошувачката. Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Се надевам дека добро се слушаме. Црвена линија. Не чини многу да се намали тонот на ТВ приемникот, што значи слободно направете го тоа, изборувајте со нас преку слушалка. На 023076677 за оние кои што подоцна се вклучија, ќе потсетиме дека денес во црвена линија зборуваме за тоа дека регулаторна комисија го објасни покачувањето на струјата. Граѓаните добиваат струја по субвенционирана цена. Интересно е дека стопанството е оставено во немилост. Може ли да опстанат граѓаните доколку фирмите пропаднат поради високите сметки за струја? Секако на самиот старт, секој некој што ќе се вклучи во црвена линија, прво и основно треба да ни открие колку изнесува последната сметка за струја. Меѓу другото, доколку не заследите на Инстаграм, а тоа топло препорачувам да го направите, веднаш ќе може да одговорите на денешното анкетно прашање кое гласи: дали ви се јасни бројките на сметката за електрична енергија? Одговарате со да и не. Добар ден за новиот гледач во црвена линија. Ало, добар ден. Колку ви изнесува последната сметка за струја? 2464 денари.
Тоа е нешто што редовно го плаќате и дали ви се јасни бројките на И сметка? јасно ми се бројките Тина. Само не ми е јасно како може да имам 870 денари електрична енергија потрошена и до 300 мрежарина. Значи стварно тоа е чист грабеж од државата и од Евана. Така и Како може граѓаните струја да имаат имаш, многу нејасноти околу многу работи. Да. Кажа и Марко Веслимовски дека 22% од 1 јули таа мрежарина била покачена. Како може ние граѓаните да имаме помалку струја потрошена, а да плаќаме мрежарина повеќе? Тоа стварно не ми е јасно, нема економска логика. Века нека се јави некој економски експерт, нека објасни. Значи, не може никој да го објасни. Дури регулаторот не може ни Евана да го објасни. Се јави 2-3 пати во Евана, луѓето буквално немаат објаснување. Века тоа ни е пропишано, така ги печатиме сметки, така ви ги праќаме. Според вас можат ли добив граѓаните тоа да новите обстанат блокови? доколку фирмите пропаднат поради високите сметки за струја? Па неке можат луѓето да ги плаќаат сметките, тогаш ќе пропадне Евана и комплетното електростопанство на Македонија. Тоа е тоа. Толку би мал поздрав. Тоа би било се едно. Секако продолжете да не гледате до крај, бидејќи навистина имаме голем интерес оваа тема која што не засега сите буквално и мора да признаеме дека во последно време кога ќе пристигне сметката за струја, еве разговорно со многу луѓе дознаваме дека се прават најразлични ритуали пред да се отвори сметката. Така да некои дури и не сакаат да ја отворат од страв за да не дознаат дека е премногу висока. Добар ден. Ало? Секој добро од црвена линија. Добар ден. Колку изнесува вашата последна сметка за струја? Изнесува 2177 дена. Ало? Така, продолжете 3171 денар. Да. Тоа е премногу, малку... Сега, како може кога останат децата не беа од 12.7 до 15.8.2022 да има потрошено струја 915 денари? Дали се уште ви имаме на линија? Тоа е превише. Дали се уште го имаме гледачот? Да. Продолжете, ве слушаме. Значи, И како може да е потрошено за 915 дена? Бројките ми се многу јасни, податоците на фактурата. Како може да биде потрошено 915 дена и струја? Дистрибуција 977 денари? Која е таа логика? Која е таа логика? а јасни ли ви се бројките Али во тоа не е сметката? проблем. Дали може да ни кажете дали ви се јасни бројките во сметката за електрична Бројките ми енергија? се превише јасни. Податоците ми се јасни. Јас се само прашувам како може да не седат децата останат, а да платам 2177 денар. Знам дека за трансформација на струја 977 динара. Потрошена струја 915. Откаде е 915 дена? Така. Грешката знаете кај е? Еве јасно нека го слушат сите. И секако ве слушнавме сите и тоа е добро, бидејќи црвена линија е токму за вас граѓаните, а денес навистина имаме жешка тема за која што сите сме засегнати. Само со напомена, не заборавајте, мерете си го времето, тајмерот го објавуваме. Тоа значи 90 секунди за секое излагање. А сега ќе дознаеме и колку изнесува последната сметка за струја на новиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Колку изнесуваше вашата последна сметка за струја? Мојата последна сметка за струја е 1500 денари. Дали ви Значи- беа јасни бројките да прашаме во сметката? Да, јасни ми се бројките и онака и сметките не идат откако беше поштава нешто штрајко имаја, така да онлайн си плаќаме, значи се е во ред. Само едно ме интересира, вистина, сметкиве за струја се високи, да. Ама дали телефоните, претплатата на телефоните ни се високи? Зошто никој не се бони за претплатата на телефоните? Зошто дома Одлична имаме идеја за некоја четворица, тема 4 понатаму. претплати, по 1000 денари се 4000. Така, одлична идеја за некое наше наредно Да, издание. а сега плаќаме струја 2,5 до 3, ни е прескапо. А дома што сето ни е на електрична енергија, без струјата не можеме да функционираме. Сакав да ве А прашам, зошто- дали дистрибуцијата на струја има повисока цена од потрошувачката во вашата сметка? Знаете Како е како, јас пресметано? повеќе користам плин. Така. Значи сето и гледам да подзаштитам, пошто ова време
во невреме и на криза и на покачување на секакви Така. сметки, на секакви цени, така да избегнувам да користам скапа струја. Така. Избегнувам да користам скапа струја, ама сепак се тоа е поскапено, така да ги поддржувам сите граѓани што се јавуваат. А секако големо благодарам и јас ве поддржувам во тоа што еве се охрабрувате и звоните и секако кажувате како е кај вас кога станува збор за сметките за струја. Ајде да дознаеме колку изнесува сметката на за струја на новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Дали добро се слушаме? Дали е намален тонот на ТВ приемникот? Тоа морам да прашам. Добар ден. Вие сте во црвена линија, дали се слушаме? Сега се слушаме. Одлично ве слушам јас. Колку изнесува вашата последна сметка за струја? Околу 3000, исто како лани, Добро. али во основа киловатите се помалку. Значи околу 150 киловати помалку се потрошени. Тука е Добро. разлика на цената. Добро, дали менаџирате, дали штедите, дали ви се јасни еве бројките во сметката за електрична Бројките се јас. Добро. Цената на струјата воопшто скоро не е поскапена, поскапени се преносите. Значи удоволени ми се барањата на МЕПСО и на ЕВН повеќе отколку на ЕСМ. Така да и ЕСМ математики. Според мене. А еве кој ќе биде вашето мислење за она што се соочуваат фирмите, нели, бидејќи индустриската цена на струјата е далеку повисока од онаа за домаќинствата? Мислам дека ова беше промислен потек и општините да се префрлат на општиот пазар, така да не знам. Толку имам да кажам. А интересно дека многу мали и средни фирми се соочија со затварање на својот бизнис. Како го коментирате тоа? Па тоа го велам јас. Значи, некој промислен потек на префрлање на поголемите потрошувачи према отворен пазар. Така, тоа би било се. Да. Драго ни е што се вклучивте, секако продолжете да не гледате до крајот на овое издание. Ајде сега да слушнеме што ќе каже новиот гледач, а прво со што ќе почнеме секако со последната сметка за струја. Добар ден. Дали се слушаме добро? Ало? Добар ден, вие сте во црвена линија. Ало? Јас ве слушам добро, дали ме слушате? Намалете го Добар ден. тонот. Намален ли е тонот на ТВ приемникот? Да. Супер, ме слушате добро, верувам. Дали се слушаме? Јас го слушнав гледачот, но верувам дека немаме толку среќа, гледачот не ме слуша мене. Добро, одиме со... Јас ве слушам одлично. Добро, одлично, па пријавете ми се да знам. Па ја цело време зборам, ама не знам. Добро, не е битно. Колка е сметката последна? Со тоа ќе почнеме. Струјата е 500 и нешто денари, а мрежарината е 900 и нешто. И сега тука доаѓа нели ДДВ, струја, осветлување, улично осветлување и тие други работи. Добро, јасни ли ви се бројките во сметката за електрична енергија? Па јасни ми се, само не ми е јасно зашо толку голема мрежарина. А, така. Тоа не можам да го сватам. Добро, дали сте и ве... Мислам, имаат големи загуби, а преку нас, преку таа мрежарина ќе си ги повлекуваат загубите. А друга работа, нека си ги намалат малку платите, многу им се големи. И ЕСМ, и МЕПСО, и АЕВН, ќе речете приватна фирма. И то. Тоа би било се? Па не знам, друго нешто ако сакате да Па прашате. еве да ни откриете дали може би штедите, дали знаете некој трик кој што може да го споделите со сите нас. Па ете понежно да поминеме кога ќе пристигне сметката за струја. Па ништо што. Лед сијалици секаде дома. Така. Бољара се уклучува после 10 часот, се исклучува пред 7 часот. Тоа е Переме што во може недела. друго да направи. Переме во недела, дали може би сметате дека треба и многу покусо да се тушираме и капеме? Не, тоа е идиотизам. Тоа е идиотизам. А би се навратил на овие фирми што направија. Тоа е жива плячка на стопанството на Македонија. Благодарам, големо благодарам што се вклучивте во црвена линија. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, секој добро, Ало, црвена добар линија. ден. Колку изнесува вашата последна сметка за струја?
Дали сум во емисија? Да, ве слушаме. Вака, сметката ми е минимална, доста мала. Тоа значи колку? Меѓутоа, знаете што јас ја познавам таа енергетика и совет се им дадам на сите како да ги намалат сметките. Нека не се жалат на Ева си наплатена потрошена електрична енергија. Сега имаме тука многу големи такси, преносот е многу скап. Зошто е според вас преносот толку скап, еве? Гледачите има... Да, е скапа, што кога ќе го соберете, потрошената електрична енергија е помала него тие давачки. Апел до граѓаните да се вардат на бољери, на електричните шпорети и замрзнувачите дубоки кои ги има нон-стоп. Ако веќе немаат материјал кој што треба да ги тргнат да ги исклучуваат, исклучиво треба да се работи со ефтината струја после 22 часот. По тој аспект јас имам ефтина струја затоа што си работиме за ручек и икс други работи после 22 часа. Верувајте, ако тоа го запазиме, ќе имаме поевтина струја. Тоа е благодарение на владата, еве и потрошена електрична енергија имам 800 денари, а другите давачки се 1000 и нешто. Не, тоа е електричната енергија што ја трошиме е поевтина него другите давачки. Мислам дека е тоа и Благодарам, еве, што дадовте и ваше ведување, па и објаснување за сите оние кои што не следат во моментот. Вклучуваме нов гледач, добар ден. Добар ден, црвена линија. Дали се слушаме? Вие сте во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Колку изнесува вашата последна сметка за струја? Видите, ало? Да, ве слушаме. Добар ден. 1520 динара е струјата. Добро. Тоа е многу за вас. А 789 динара е дистрибуција. Како не е многу? Со 12.000 пензија што да направим? Дали досега имавте? Дали досега имавте толкава сума или е... Не. Ово е претеризан. Така, ова е веќе поголема сума. Добро, дали ви се јасни бројките? Видите да ви кажам, они апелират да штедеме. Да, јасни ми се. Они апелират да штедеме, па ние штедеме и без да ни кажат, они ние сме свесни дека треба да штедеме. Ако длабокото го исклучиме, што некогаш ставиш нешто да има тамо за да не дојдеш у криза за храна, они сакат и тоа, да слушам го слушатело дека исклучува. Зашто е укина, ако сакаат да штедат и зашто укина дневната скапа струја? 2 сата секој може да направи ручок на ефтината струја. Зашто укина? Нека почнеше скапата струја. Кој станува у 2 сата, у 10 сата да стане да прави јадење? Каде го има тоа? Па нека и од 12 нека биде ефтината струја. На вечерната. Па нека има 2 сата дневна. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Веднаш вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно и веднаш да го слушнеме износот. Ја вас лично ве слушам до душа, меѓутоа јас ќе зборувам. Значи, катастрофа е Евана. Евана годишно милиарда заработува и праќа во Австрија. Значи, сметката ми е 1060 денари, а доставата е 1800. И па вие видите колку постоje. И ќе ми каже тој господинот мојот, длабокото никад во живот не е исклучено, еве, струја, имам 1080, значи не е многу. А 1800 динара, па кажете ми колку посто се тие што има други додатоци. Кои се тие други додатоци? Значи, тебе кога ќе ти прати струјата, до крајен корисник ниедна струја не е иста. И не може никој да ме убеди да ми го каже тоа. Никој не може. Секој крајниот корисник има изличита овакво на струја, овакво достава. Така да не може фон тоа мене. И го слушам Блицуиновски, го читам на интернет, вика тие што штедат, што имат помални сметки, плаќаат по голема мражарина. Па добро, дали е нормално тоа што го кажува и како може? Ти вика штеди, значи ако штедиш ти ќе платиш повеќе мрежарина за некој друг. Ова е невидена срамота. Ова треба мрежарината подхитно да се намази. Затоа што не може да биде толку. Се извинувам, а јасни ли ви се бројките на сметката?
приватна, па ако си е приватна, она мора да си најде модус на кој начин ќе си реагира и како сака да си прави. Не може ние приватна фирма да помагаме. Ние плаќаме приватна фирма и не може никој да не уводи. Утепуваат од крадење со струјава. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Сега ќе слушаме и ново искуство кога станува збор со прием на новите сметки за струја. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро и вам. Колку изнесуваше последната сметка за струја? Последната сметка ми е 4100. Меѓутоа, тоа е во границите на нормалното и не сум изненаден. Не сум изненаден, затоа што се е сепак по како што немам некои неправилности приметено, да ви кажам право. Видите, не требаше да ги поделат сметката, не требаше да ја поделат. Тоа направи најголема забуна. Видите како се коментира мрежарината. Ева на неа наплаќа мрежарината, само за себе наплаќа вкупната сметка, наплаќа за сите, па после они си го делат колачот. Тука се зима дел и за МЕПС, тука се зима дел и за ЕСМ, за овие термоцентралите, ама ние се ева ја напаѓаме дека ева ни е виновна. Го напаѓаме договорот, ама не гледаме дека две државни предпријатија од тоа ЕСМ бившата две државни предпријатија се направија, а Евана само го доби оној најлошиот дел што се вика чирот на платата, што беше рак рана понапред. Некој вика подобро ќе биде тоа под државна капа. Ако Евана не може да наплати струја, замислете дали ќе можеше во оваа констелација на партиите и на партиско однесување државата да наплаќа струја. Катастрофа ќе беше. Тоа е една работа. Втората работа. Мислам дека забуната е многу едноставно ќе се отстрани ако се земе граѓаните наместо да коментираат, да пресметаат потрошени киловати по цената што ја добиваат, дали им одговара. Дали имат потрошени киловати согласно цените. И ќе видите дека све е нормално. Меѓутоа проблемот е мрежарината, затоа што ние до сега не сме знаеле дека се наплаќа во кава мрежарина, а таа од секога се наплаќала. Сега дали има место за да се намали мрежарината? Ја мислам дека нема, затоа што од Битола до Скопје до мојот дом струјата мора да патува по некоја мрежа. Така, благодарам што се вклучивте и вие во ова денешно издание на Црвена линија. А сега е време да слушнеме. Добро, во меѓувреме, секако да не заборавиме, драго ми е дека ви има во голем број, тоа е најважно, но ние не можевме да останеме рамнодушни и секако да не провериме што е тоа што Твитер заедницата коментираше. Ќе одиме со една фотографија. Еве ќе можете да видите како тоа изгледа, каде што се вели бате, струја ќе поскупува, али само за нас што плаќаме. Одиме со уште неколку твита секако. Андре Петровски, еве вака изгледа тоа на Твитер, вели гледај влада ко влада ќе краде и осиромашува. Него народот што е поштен е крив. Тој што се плаќа сметки за струја и вода, данок што плаќа е виновен. Вие одма владата не ви чини срамота. Нагора чиново за пример немаат они ваков проблем. Одиме сега на вас и вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден и убав ден, Душо. Најубав ден. Колку изнесуваше последната сметка за струја? Многу ве поздравувам од срце. И јас ве поздравувам од срце. Колку изнесуваше? Па тие улични кој ги плаќа од вечер до стабалје до 7 сат. Да се блиста и да одиш, галје да немаш. А на кој рачун е тоа? На наш грб. Така? Така. И кој е виновен? Тој црната овца е виновна, а они са супер. Нема од каде да крадат, виши, джигерите ке ни ги земат тие. Колку ви изнесуваше последната сметка за струја? Не, знаеш што ми прават комшиите? Се уклучуваат на мојот сат. Ја 3 пати да спадна, 4-тиот пат видов дека ја викам како пеперутка, една кабелче свети лицка, која гледам на мојот комшија и ја бутнав тоа. А дали пријавивте? Дома се ми блисна. Имам струја. Секој што ми прави така. Дали пријавивте? Мене ми дојде 1366 денара. А сама сум. Како ја да ми кажеш од каде ја тие киловати сум ги творела? Дали ви се јасни ве бројките и тоа да ни кажете во сметката за електрична енергија? Не можам таа да станувам. Ме мрзи.
Не може, мозите ме болат. Ама немојте да ве мрзи да гледате Црвена линија. Благодарам многу што се вклучивте. Секако и што, еве, во вашите 90 секунди ни го откривте вашето искуство, особено кога ќе пристигне сметката за струја, и сега ќе видиме што ќе каже и нашиот нов гледач кој што ќе го вклучиме веднаш на 023076677. Ја ве охрабрувам сите вас нормално да се јавите во време трајање на Црвена линија и еве да продискутираме токму за оваа високонапонска тема денеса, тоа се новите сметки за струја. Добар ден. Ајде, чао. Довидување. Довидување. Ајде да видиме дали имаме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, тоа ми е драго, па и ве да откриеме вака на јавноста колку изнесуваше вашата последна сметка за струја. 844 денари, Леле, а прошлата јас сметка ве ми беше завидувам, 800. 620 денари. Так. А живеам сам, значи уште помалце трошам, не трошам ништо на струја. Според него уклучувам 2 години, 3 години повеќе од ова. Претходно водев статистика, просек на 3 години уназад, целосно, нон-стоп, секој ден го читам саатот. Значи, 3 години уназад редовно го читам саатот, просек ми е негде околу 80 киловати, а сега ми доваѓа сметки по 120 киловати. Зошто мислите дека е тоа така? Тука се покачуваат киловатите. Зашто и како, не знам. Дали им се баждарени саатите на господата од Евана, пошто по правило и по закон треба секоја година да се баждарат саатите. А саатите, јако што знам, не се баждарени воопште. Дали се јавивте еве да прашате за што станува збор? Се јави по она нивно што има текстуални одговори, тоа го пишуваат, не одговарат уопште на она што јас сум го дал како коментар. Не го оди тоа што има таму напишано. Сега ќе кажам уште една мобилен телефон, после 10 часот, кога ќе го уклучам, ми покаже на телефонот дека имам 3 часа за полнење. Ама за жал има 90 секунди за секој излагање, за да не ве прекинуваме, да изгледа дека ве прекинуваме, ве молам внимавајте на тајмерот и секако големо благодарам што се вклучивте, па еве обидете се повторно, се разбирам, можеби ќе не добиете веднаш, па еве ќе ми откриете што значеше тоа со, нели, вклучување на мобилниот телефон кој што покажува уште 3 часа полнење. Добар ден. Добар ден. Јас ве слушам добро, се надевам и вие мене. Добре ни дојдовте во Црвена линија и колку изнесуваше последната сметка за струја? Последната сметка за струја 5000. Ова звучи многу, но дали е тоа многу или е нешто со што... 2700 за дистрибуција, 2300 за потрошени киловати. До сега толку ли плаќавте? Јасно ми е плаќавте? за потрошени киловати, значи тоа, ама 2700 за дистрибуција не ми е јасно. А така. На многу гледачи не им е јасно. Дали ви се јасни бројките во сметката за електрична енергија? Се ми е јасно тоа, само дали некој може да ми објасни како може да плаќам 2700 за дистрибуција, а 2300 за потрошена, да речеме, електрична енергија. Тоа не ми е јасно. Инаку сметките, знаете, бројките јасни. А наназад дали горе-долу беше таа сумата или може би ова е веќе подрастично поскапување? Па драстично поскапување, не беше вака. Обично негде 2700-2800, максимум до 3000 денари. Сега ова веќе големо поскапување. Дали може и да ни откриете трик за штедење, и тоа е важно? Молам? Дали имате некои посебни трикови за штедење на струја? И па трикови, посебно звончето го исклучив. А така, или нека тропаат во ефтина струја. Добро, благодарам бесконечно што се вклучивте во Црвена линија. Сега е време малку сите да одмориме со реклами, па се враќаме на резултатите од нашата анкета.
повторно сте со црвена линија. Денес за она што зборувавме дека регулаторна комисија го објасни покачувањето на струјата, граѓаните добиваат струја по субвенционална цена. Стопанството е факт оставено на немилост, може ли да обстанат граѓаните доколку фирмите пропаднат поради високи цени на струја. Секако ве прашавме и за тоа колку изнесува вашата последна сметка за струја. Кога сме кај струјата и ова тема, секако Твитер заедницата имаше многу коментари, сега ќе прочитам уште некој. Почнуваме со оној на мистер Трол кој што вели интересно, како деца се плашевме од темното. Сега со новите сметки за струја се плашиме да не останат некаде уклучена сијалица. Така да, едно време само во недела се капевме, бидејќи тогаш беше ефтина струјата. Најверојатно сега време останува да кажеме дека можеби ќе се штеди многу, но нема да штедиме да ви ги откриеме резултатите од нашето денешно анкетно прашање кое што гласаше дали ви се јасни бројките во сметките за електрична енергија. Со да одговорија 0%. Еве сега ќе видите, значи апсолутно по анкетата никому не му е јасно, но со не одговорија 100% од гласачите на Инстаграм. Драги мои, сега ќе ме видите и мене повторно, ќе ве загреам и подготвам. Утре ќе имаме мощна интересна тема. Ќе зборуваме за булинг како во основните, така и во средните училишта. Не заборавајте да не гледате во стандардниот термин. Сега ве препуштам на убавото попладне. Ако немате желба да прошетате, секако бидете со Телма. Довидување.